Значи, ќе го прочитаме целиот тој текст, целата глава од Евангелието според Матеј 6. Божиото Слово е вдахновено и авторитативно за нас и затоа треба со страф и трепет да го слушаме и да внимаваме што слушаме. Да го чуеме Божиото Слово. Внимавајте да не ја вршите својата правда пред луѓето, за да ве видат тие, инаку немате награда од вашиот татко кој е во небесата. И така, кога правиш милостина, не труби пред себе како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да бидат славени од луѓето. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. А ти кога правиш милостина, нека не ти знае левицата што ти прави десницата, за да биде твојата милостина во тајност и твојот татко кој гледа во тајност ќе те награди јавно. И кога се молите, не бидете како лицемерите кои сакаат да се молат стоејќи по синагогите и на аглите од улиците, за да ги видат луѓето. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. А ти кога се молиш, влези во својата скришна соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко кој е во тајност. И твојот татко, кој гледа во тајност, ќе те награди јавно. А кога се молите, не употребувајте напразни повторувања како народите, зашто мислат дека ќе бидат послушани заради многуте зборови. И така, не бидете како нив, зашто вашиот татко знае што ви е потребно, уште пред да го помолите. Туку молете се вака: Татко наш, кој си во небесата, да се свети Твоето име, да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како во небото, така и на земјата. Нашиот насушен леб, дај ни го денес и простини ги нашите долгови, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата во сите векови. Амин. Зашто ако вие им ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен татко ќе ви ги прости и вам. Ако вие не им ги простите на луѓето нивните престапи, и вашиот татко нема да ви ги прости вашите. А кога постите, не бидете тажни како лицемерите, зашто си ги помрачуваат лицата, за да ги видат луѓето дека постат. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. А ти, кога постиш, помажи ја својата глава и изми го своето лице, за да не те видат луѓето дека постиш, но твојот татко кој е во тајност и твојот татко кој гледа во тајност ќе те награди јавно. Не собирајте си богатство на земјата, каде што молецот и рѓата ги уништуваат, и каде што кратци поткопуваат и крадат. Туку собирајте си богатство на небото, каде што ни молец ниту рѓа ги уништува, и каде што кратци не поткопуваат и крадат, зашто каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце. Светилото на телото е окото. И така, ако твоето око е бистро, целото твое тело ќе биде осветлено. Но ако твоето око е лукаво, целото твое тело ќе биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, колкава ќе биде темнината. Никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бога и на мамона. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело што ќе облечете. Зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небесни. Тие ниту сеат, ниту жнијат, ниту собираат во житници, и пак вашиот небесен татко ги храни. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Кој од вас може, грижејќи се, да му придаде на својот раст еден лакот? Зошто се грижите и за облеклото? Погледнете ги полските лилјани како растат, не се трудат, ниту предат, а јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. И ако Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре ја фрлаат во печка, нема ли многу повеќе вас маловерни? И така не грижете се велејќи што ќе јадеме или што ќе пиеме или што ќе облечеме, зашто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето ова.
но барајте го првин Царството Божјо и неговата правда, и се тоа ќе ви се додаде. И така, не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. Доста му е на секој ден неговото зло. Амин. И денес го прочитавме овој текст и од овој текст ќе го извадиме нашиот стих за проповедта и тоа ќе биде 33-тиот стих. Тоест, но барајте го првин Царството Божјо и неговата правда и се тоа ќе ви се додаде. Денес застануваме пред Бог и го слушаме неговиот глас како тој ни зборува: барајте го првин Царството Божјо и неговата правда и се тоа ќе ви се додаде. И навистина контекстот на овој текст е доста потребен за да го разбереме ова. И самиот овој текст се наоѓа во 6-та глава, како што ја прочитавме, но таа 6-та глава се наоѓа во тие од 5-та до 7-ма глава во проповедта на самиот Исус Христос на гората, каде што главната тема на Исус Христос е Божјото царство и Божите поданици како живеат во тоа Божјо царство и како на тие Божји поданици нивната праведност треба да ја надвиши праведноста на фарисеите и книжниците, кои што си додале своји закони над законот Божи за да изгледаат поправено од другите. Но Бог вели, Исус Христос тука вели дека нашата праведност треба да ја надвиши таа праведност нивна. Зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, нема да влезете во Царството Небесно. Тоа е пораката на Исус Христос во оваа проповед на гората. И е многу добро секој од нас да ја прочита оваа проповед од 5-та до 7-та глава, бидејќи во незе е суштината на христијанскиот живот, како ние треба да живееме и што се очекува од нас. И навистина, од нас се очекува многу, бидејќи во последниот стих во 5-та глава Исус Христос вели: и така бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Тоа е стандардот за Божјото царство. Тоа е стандардот за секој еден христијанин. И тоа ние го проповедаме. И тоа Бог го бара од нас. И сега доаѓаме до потесниот контекст, каде што Исус Христос ги укорува своите ученици за грижите на овој свет. Грижите на овој свет, кои што можат да не хендикипираат и кои што можат лесно да ни ја земат цела наша радост и цела наша утеха. И од 25-тиот стих почнува: затоа ви велам, се надоврзува на 24-тиот стих, дека еден човек не може да служи на два господари. И кои се тие два господари? Едниот е Бога, а другиот е мамона или богатството, парите. Значи, еден човек може да му служи на Бога или на богатството. Не е на Бога и на богатството, туку постои разграничување. Не можеме да служиме на два господари. И затоа Христос вели: не грижете се покрај сето тоа, бидејќи овој свет нуди да служиме на еден таков господар како што се парите и богатството. Овој свет тоа го нуди. Ја нуди удобноста која што секој еден на некој начин ја посакува. И Христос зборува за насушните потреби тука. Зборува за храната што ќе јадеме или што ќе пиеме, водата,
И потоа зборува за облеклото, што ќе облечеме. Тие се најосновните потреби на човекот. Дури и за нас сега, во 21 век, може би е чудно да слушнеме такво прашање што ќе пиеме. Водата течи слободно од чешмите и многу е лесно достапна за нас тука. И може би што ќе јадеме исто така е чудно прашање за нас, бидејќи толку лесно можеме да дојдеме до храна, бидејќи немаме потреба од лов или риболов или одгледување на нива за да имаме храна, туку со финансиите кои што ги имаме, многу лесно можеме да дојдеме до храна и секојдневниот насушен леб е нешто кое што го земаме здраво за готово. И не се можеби наши грижи веќе тие. Тие се некои работи кои што ги заслужуваме на некој начин. Барем така мислиме. И можеби овие работи кои што Христос ги спомнува тука не се ни битни за нас сега. Или облеклото, секој има некоја облека, не, дури одиме и над тоа и бараме многу повеќе или поскапа, подобра облека, поубава, полуксузна, сето тоа се нешта кои што насушните потреби на човекот се станати денес секојдневни работи кои што ги земаме здраво за готово и не ни размислуваме дека се наши потреби и можеби не се грижиме за нив. Но има многу други работи за кои што се грижиме и насушни работи, како работата денес, тоа е насушна потреба, бидејќи ако не работиме, тоаш не би имале за тие основни работи и затоа човекот денес е склон да се грижи за својата работа. Човекот денес е склон да се грижи за своето обкружување или своето семејство и кровот над главата, па обезбедувањето на добро потомство, добро наследство за нашето потомство, извинете. И со тоа нашиот ум се преоптоварува и тие се грижи кои што не преоптоваруваат и не одземаат радоста во овој свет, не одземаат она што е добро за нас. И тука Христос не зборува за секакво грижење, бидејќи знаеме дека во целата Библија зборува за трудолюбивост, дека трудолюбивиот има, а сиромав е оној кој што е мрзлив. Тоа е постојаната тема во изреки. Исто така не зборува за грижата на нашето тело, дека ни е доверено нам, како и е храм на Светиот Дух, за кое што треба да се грижиме и да го храниме добро, колку што имаме можност и да не запаѓаме во некоја мрзливост. Не, тука не го негира тоа, но Христос зборува за таа прекумерна грижа за овие работи кои што, како што гледаме во текстот, ако погледнеме во светот, во Божијата креација, во природата, гледаме дека Бог и на најмалите суштества ги обезбедува тие основни потреби. И кои сме ние да се грижиме, кои што сме создадени во Божиот лик, да се грижиме за тие нешта. Тие нешта се во Божија рака и Тој ги дава на оној кој што сака, во таа мера, во кој што Тој сака. Исто така гледаме во Библијата добри примери за грижа. Истиот збор кој што е употребен тука, е употребен за Павловата грижа за црквите. Во 2 Коринтијани таму ни се кажува дека секојдневно паѓа на Павле
грижата за сите цркви. Во 11 глава 28 стих во 2 Коринтијаните тоа го кажува. Исто така Павле ја пофалува грижата, истиот збор, грижата на Тимотеј за душите, дека немам никого, вели, кој е со иста душа како него, кој толку искрено ќе се грижи за вас. Тоа им го зборува на Филипјаните во 2 глава 20 стих. А исто така се спомнува таа грижа во 1 Тимотеј 5 глава 8 стих, каде што вели: ако некој не се грижи за своите, особено за домашните, се одрекол од верата и е полош од оној кој не верува. Значи, грижата е добра во одредена мера и грижата е позитивна ако е за доброто наше, но прекумерната грижа и засенувањето на она што е најбитно, тоа е грев, тоа е нешто кое што Христос тука го укорува. И главната тема на оваа проповед е Божјото царство, најголемиот приоритет. Божјото царство е најголемиот приоритет на секој еден човек, дали верувал или не. И оној кој што не го става Божјото царство како негов најголем приоритет, тој пострадува најмногу. И сега доаѓаме така до 33 стих, каде што вели во тој контекст: барајте го првин царството Божјо и неговата правда, и се тоа ќе ви се додаде. И гледаме одма заповед: барајте, барајте го. Или грижете се за Божјото царство најнапред и за неговата правда. Ако за овие работи кои што Бог ги обезбедува и на птиците, ги облекува полските лилјани во најраскошна боја и се поубави од Соломон и облеката на царот Соломон, тогаш зашто да се грижиме? Христос тука вели: барајте го првин царството Божјо и неговата правда. Тоа е приоритетот на христијанинот. Тоа е приоритетот на оној кој што одбива да се грижи за нештата на овој свет. Тоа е она што треба да не обкружува нас, Царството Божјо. Но што е Царството Божјо? Најнапред, Царството Божјо не е видливо на овој свет на начин како што се царствата на овој свет, но е со духовните очи пореално од сите други царства. Царството Божјо е постојано од почетокот на светот до денес и до крајот на светот. Царството Божјо постои и се гради и никогаш нема да биде уништено. Тоа е единственото царство кое што не претрпело загуба. Сите други царства, и денес имаме многу малце царства во светот, имаме држави кои што се демократски водени, но немаме многу царства. И гледаме историски дека царствата на овој свет пропаѓаат и се уништувани од луѓето. Но ова Царство Божјо за кое што тука зборува Христос е царството на благодат, во кое што се вклучени сите верни, сите оние кои што преку вера влегле во тоа Царство Божјо и ја уживаат благодатта Божја. Но ова не е Царството Божјо кое што е прославено, бидејќи тука на земјата се уште сме во паднатата природа и го чекаме тоа прославено царство.
И така, овде зборува за напредокот на црквата, напредокот на тоа Царство Божјо. И најпрво, за да го бараме Царството Божјо најнапред и неговата правда, мора да се наново родиме. Христос, ако се сеќавате во 3 глава во Евангелието според Јован, на еден учен човек, и не само учен, туку дел од тогашната видлива црква, го зборува во 3 стих: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. И подолу одма во 5 стих вели: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Значи, најнапред, за да можеме да обараме првин Царството Божјо, се подразбира дека мора да се наново родиме, а наново раѓањето станува од самиот Бог. Бог е оној кој што делува во нас за спасение и за вера во Исус Христос. Но тоа е првото нешто за да го бараме Царството Божјо. И за оние кои што не веруваат, за оние кои што не се дел од Царството Божјо на земјата, тие морат да се соочат со тоа, дека тие не ни можат да го бараат Царството Божјо сега, туку се оставени да се грижат за нештата кои што се тука, за земните нешта, за минливите, за пропадливите нешта. И Христос Исус тука на сите нас не изборува, и на оние особено кои што не се верни, кои што не исповедале вера во Христос. Барајте го првин Царството Божјо, што значи барајте да влезете во тоа Царство Божјо, а ни се кажува како: дојдете при мене, сите кои што сте обременети, јас ќе ви дадам одмор. Тоа го кажува Исус Христос. И тоа е повикот за секој еден кој што не верува, бидејќи ако не го барате најпрво Царството Божјо, како и тие нешта кои што се пропадливи, така и вие ќе пропаднете. И тоа царство, како што кажав, не пропаѓа никогаш. Тоа е она царство кое што победува над сите други царства на оваа земја. И така, ако вие се надевате на нешто земно, на вашето богатство, на мамон, или на нештата кои што ги поседувате вие, тогаш Бог праведно ќе ве казни. И тоа е неговата правда, Божјата правда. Тоа е нештото кое што треба да обараме. Не е нашата правда, бидејќи ние немаме своја праведност. И затоа Христос кажува и во 6 глава на Јован дека никој кој што доаѓа при него нема да го отфрли. Се што таткото ми дава ќе дојде при мене, а оној кој доаѓа при мене нема да го исфрлам. Дали верувате во ова? Ова се Божји зборови. И секој кој што денес не е исповедал вера, што чекате? Дојдете при Исус Христос. Тој со отворени раце ве повикува. Мора да бидете наново родени. Мора да се родите од озгора за да го видите Царството Божјо. Но второ, за оние кои што се од Царството Божјо, оние кои што поверувале во Христос Исус, што значи овој стих за нас? Што значи овој стих за оние кои што исповедаат вера во Исус Христос? Ова подразбира приоритет од најголема мера. Не значи прво во ред, дека Царството Божјо прво ќе го бараме него, па второ ќе бараме облека, храна, пиење, нашите работи. Не, тука станува збор за главен приоритет над се друго и во се друго. Царството Божјо мора
да ги опфаќа сите наши области на дејствување. Се што правиме мора најпрво да биде во согласно со принципите, стандардите на Царството Божјо. Секое царство си има некои правила за да бидеме дел од тоа царство. Си има правила на однесување. И како такви граѓани на Царството Божјо, и ние имаме Божји заповеди. Треба да ги пазиме тие Божји заповеди, како што беше прочитано во прва Јованово. Божјиот човек ги пази Божјите заповеди. И во се, во сите наши бизниси, во сите наши разговори, во сето наше време, во сето наше постоење, Христос не повикува да го ставиме прво, најнапред, Царството Божјо и праведноста Божја. Тоа е нешто кое што го обзема христијанинот. И сега, тука е прашањето, дали ова што живеам тука на овие простори и тоа што го правам со мојот живот, дали му е угодно на Бог и дали сето тоа што го правам го изградува Божјото царство, дали се вложувам најнапред да обарам Царството Божјо и Неговата правда, дали тоа ни е постојано помислите, дали со се што правиме размислуваме за Божјото царство. Бог не повикува на тоа. Бог не повикува да се одречеме од себе си, да се одречеме од дури од нашите потреби, за да се грижиме за потребите на тоа царство. И тоа подразбира најнапред Царството Божјо да ни биде она што ќе не движи во овој живот. Бидејќи ние не сме од овој свет, не припаѓаме тука, припаѓаме во Божјото царство, му припаѓаме на нашиот Господар и тој ни налага да живееме за него. И сега тука идат милион прашања. Како го подредуваме нашето време? Кои се нашите приоритети и како живееме на овој свет? Царството Божјо на земјата најмногу се гледа тука, во црквата. Бидејќи тука е нештото кое што Бог го изградува царството преку Неговата црква. Тука ветил дека тој ќе биде присутен и дека тој ќе изградува црквата, ќе ги изградува верниците и нас не изградува преку оние кои што ги поставил за да служат во црквата. Во 4 глава на Ефесијаните тоа ни се кажува. И тој даде едни за апостоли, а други за пророци, едни за евангелисти, а други за пастири и учители, за да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело, додека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. Во црквата Христос ги прави сите нешта, не обликува и не прави послични на Него. И сега тука е прашањето за секој еден од нас. Дали црквата е нашиот приоритет? Или се друго е приоритет наспроти црквата? Дали во една цела недела го исчекуваме денот Господов, каде што се собираме сите заедно, за да го чуеме Божиот збор и за да го прославиме Бог? Дали тоа ни е приоритет? Дали го бараме најнапред Царството Божјо? Бидејќи ако било што друго не спрече во однос на Царството Божјо, во изградувањето на Царството Божјо, било што друго, не зборувам за болест, кога сме спречени да доаѓаме тука. Зборувам за други нешта, кои што го сакаат нашето внимание,
и кои што не одвлекуваат да бидеме тука. Дали биле луѓе, фамилија, дали било наше удобство, па спиење и работа, сето тоа мора да се потчине под овој приоритет. Првин, Царството Божјо и Неговата правда. Исто така и во времето, дали стануваме и го бараме Царството Божјо, или стануваме на брзина и одма на работа, без да размислиме за Божјото Царство, без да клекнеме на колена и да се молиме на Бог, без да го читаме Неговото Слово, без да го славиме со Неговите песни. Дали првото нешто на сабање ни е повик кон Бог, Царството Божјо, или првото нешто на сабање ни е побрзо да се спремиме и да заминеме по нашите обврски, по нашите работи. Исто така, Бог ја бара првината не само од времето, и од нашите финансии. Бог не ги дава нашите финансии и Бог ги бара она што е Негово. Бог бара првината на нашите финансии да оди кон Него и ние и да мислиме дека може да живееме прво да си угодиме на себе си и на крај тоа што ќе остане за Бог. Бог ќе си го добие своето на еден начин или на друг. Ние страдаме со она што ние му крадиме на Бог. Бог бара во овој стих да го бараме првен Царството Божјо со се наше. Финансиите, со времето, како што кажав, со работата. Дали нашата работа е угодна на Бог? Дали ни дозволува нашата работа праведно да ги сработиме и да ги добиеме нашите финансии? И дали нашата работа ни дозволува да имаме за да даваме на оние кои што немаат? Тоа е она што треба нашата работа да го донесува, бидејќи ние не работиме за себе си, работиме за Бог и работиме не само ние да имаме, туку и да имаат оние кои што се во таква позиција моментална да бидат напатени, да немаат. Исто така, дали нашата работа ја бираме во однос на тоа дали можеме со ова да го напредуваме Божјото Царство? Дали размислуваме каде ќе живееме, дали на одреден рок или постојано преселување во однос на Божјото Царство? Дали тоа ни е во мислите? Ако не, тогаш приоритетите ни се наопаку. Приоритетите ни се наопаку. Божјото Царство е нашиот приоритет и треба да биде нашиот приоритет во се. Бидејќи, ако не го размислуваме тоа така, ние стануваме хендикепирани размислувајќи за грижите на овој свет. И грижите на овој свет не обземаат и не носат се подалеку од Бог. Но ако го приоритизираме она што е Божјо, тоа ни дава многу повеќе, бидејќи го добиваме Божјото, а тоа е најголемиот благослов за секој еден. Бидејќи човекот е создаден за да го прославува Бог и да ужива во него. Тоа е главната цел на човекот. И ако тоа е главната цел наша, значи главната цел е да го приоритизираме Царството Божјо. Има еден пример како еден олимписки атлет во 1924 година, следејќи го овој стих, барајте го првен Царството Божјо, на Олимписките игри во 1924 година, Ерик Лидл одбива
а иако е фаворизиран и се смета дека тој би победил на трката за 100 метри, одбива да се надпреварува, бидејќи трката е сместена на Божиот ден, во недела. Одбива да го направи тоа. Зошто? Бидејќи побрзо сака да страда со Божиот народ, како што тоа го видовме и во Мојсей во средите. Одбива да го направи тоа. И што се случува? Неговиот ментор, тренер, сите креваат голема паника за нештото. Зошто го правиш ова? Но тој стои цврсто. Јас не припаѓам на овој свет, припаѓам на Бог. Тоа е моето нешто. И за тоа јас трчам. Не трчам за себе или за медалот што ќе го добијам, трчам за Бог. И ако тоа ме спречи да присуствувам во Божиот дом, нема да го правам. И на тој ден тој бил во црква, наместо да биде на теренот и да трча и да го освои тој златен медал, кој што сите мислеле дека ќе го освои. И Бог обезбедил начин тој повторно да трча на Олимписките игри, но да трча за 400 метри. И навистина и таму Бог го благословил и освоил прво место, го освоил тој златен медал, но не попуштил, го барал најпрвен Царството Божие и неговата правда. Дали ова не опишува нас? Дали даваме се во нашиот живот за Бог? Или првично гледаме со нашите потреби, за нашите грижи и не се грижиме за Божиото? И трето, и крајно, во овој стих гледаме дека Бог ни дава и ветување. Ако го бараме најпрво Царството Божие и неговата правда, Бог ни ветува и се тоа ќе ви се додаде. Ветува дека грижите, насушните потреби, насушниот леп, вода, облека, покрив, Бог ќе го обезбеди. Но најпрво ние треба да обараме Божиото царство. Истото е кажано во 37-миот псалм, каде што Давид кажува дека млад бев и остарев, но не видов напуштен праведник или неговите деца да просат леп. Бог обезбедува за неговите чеда. Бог се грижи за потребите на човекот и посебно за неговите деца. Но можеби да се запрашате, а што е со оние кои што гладуваат, а се верни? Што е со оние кои што се во немаштија, а му веруваат на Бог? И навистина ова ветување има секако исклучоци. И тука се поставува по самото излагање на Христос, дека ќе ги земеме и тие исклучоци во предвид, како што е крстот. Можеби Бог има желба на некој да го носи тој крст, да биде по немаштија, да биде по голотија и глад. И дали знаете некој таков? А дали не се сеќавате на апостолот Павле? Апостолот Павле, кога во 11-та глава, во второто послание до Коринтијаните, и кажува сите тие нешта кои што ги пострадал за Христос Исус. Но во сето тоа, тој покажува дека Бог беше со него. И доволно е за него, во 12-та глава кажува, доволно е благодатта негова. Божијата благодат му била доволна, а поминал многу работи. Века често патував, бев во опасности од реки, во опасности од разбойници, во опасности од сонародници, во опасности од народи, во опасности во град, во опасности во пустина, во опасности во море,
во опасност меѓу лажни браќа, во труд и тешкотија, многу пати во неспиење, во глад и жет, во многу постење, на студ и во голота, посебно преку се тоа што секојдневно напаѓа на мене грижата за сите цркви. Кој е слаб, а јас да не сум слаб? Кој се соблазнува, јас да не согорувам? Ако треба да се фалам, ќе се фалам со своите слабости. Тоа го кажува апостолот Павле. Тој беше таков човек. Но дали ова ветување не важеше за него? Важеше. Но ова ветување не е универзално, дека на секој ќе дојде она што е потребно. Но е ветување кое што не мотивира, не поттикнува да го бараме Царството Божјо. И дури во моменти кога треба да го носиме тој крст во глад и во жет, во голотија, во студ да поминуваме, Бог обезбедува на еден или друг начин да бидеме заштитени од сето тоа и да можеме да го поднесеме сето тоа, да го претрпиме и да го надминиме преку Божјата благодат. И сепак Павле не го кажува очајнички тоа, жалејчи се за тоа, туку го кажува како нешто добро, дека му се случило за да научи дека Божјата благодат е доволна за него. И покрај сето тоа, Павле продолжи да го бара најпрво Царството Божјо и неговата правда. И на тоа сме повикани денес. Барајте го првен Царството Божјо и неговата правда, и се тоа ќе ви се додаде. Бидејќи лесно можеме да се грижиме за, како што кажува и следниот стих, за утрешниот ден, за грижите на идната година, како ќе обезбедуваме, како ќе работиме, како ќе имаме, но тоа само не хиндекипира и не одвлекува од главното. Овој ден да го бараме Царството Божјо. Бидејќи само овој ден го имаме. Наредниот не ни е ветен, наредниот ден, утре, не знаеме дали ќе го дочекаме. Но знаеме едно, дека ако го бараме Божјото Царство и неговата правда, ќе дочекаме подобро утре. Може би не на овој свет, но ќе дочекаме подобро утре при Бог и со Него. Ќе продолжиме во тоа изградување на Неговото Царство. И тоа е нештото кое што Бог ни го кажува и денес, и баш како последна проповед во оваа година, дај така да ја дочекаме новата година и со таква желба да побараме Божјото Царство, со такво приоритизирање да ги планираме сите наши планови за оваа следна година. Не со што мене ќе ми одговара, што мене ќе ме направи посреќен, порадосен, бидејќи ако така првично размислуваме, ќе бидеме очајни, но ако размислуваме што на Бог ќе му биде угодно, тоа вистински ќе ни донесе и радост и задоволство, бидејќи при Бог, само при Бог е вистинската радост и вистинското задоволство. Царството Божјо и неговата правда треба да ни бидат главниот приоритет. И сите други грижи, ако не се подредени под овој приоритет, ако не се користат како средство за овој приоритет, го стагнираат напредокот на Царството. И затоа се што Бог ни дава, да го гледаме како еден чекор, како една одскочна даска кон подобрување на Царството Божјо. Да размислуваме како да се молиме за нашите најближни кои што не веруваат, кои што не се дел од Царството Божјо. Да размислуваме за сите сограѓани
како да ги придобиеме за Христос, да се молиме за нашите блиски, да дојдат до вера, бидејќи само преку спознавањето на Исус Христос, само така ќе можат вистински да уживаат во овој живот и во идниот. А ако го нема тоа, навистина Бог праведно, според неговата правда, ќе им суди на живите и на мртвите, и нас на верните, ќе ни суди во однос на тоа како сме граделе. Ако се сеќавате и на таа проповед, како градиме? Дали градиме барајќи го најпрво Царството Божјо и неговата правда, или градиме угодувајќи си себе си, грижејќи се за нештата кои што Бог и на птиците небесни им ги дава бесплатно. Да станеме и да се помолиме, кој што може да се исправи. Господи, Татко наш небесен, Ти премилостив Боже, Тебе Ти припаѓа сета слава, чест и величие, и на Тебе сакаме да Ти оддадеме слава и Твоето име да го прославиме, бидејќи Тебе Ти припаѓаме и се што е на земјата е Твое создание, и се молиме, Господи, прими слава од нас, очисти ги нашите грешни мисли и грешни дела и примине поради крвта Христова и во крвта Негова прими ги сите наши приноси и дај, помогни ни најпрво да го бараме Царството Божјо и Твојата правда, да гледаме на овој свет како се распаѓа, воедно да ја согледуваме Твојата непроменливост и како Царството Божјо расте, се размножува и стои цврсто, непоколебливо, и дај за тоа да се трудиме и да работиме, не уморувајќи се. Те молиме, Господи, дај ни сила и благодат и прости ни за нашето погрешно приоритизирање на нештата. Прости ни, Господи, кога Ти грешиме на тој начин и очисти не од тоа. Се молиме за оние кои што не веруваат, најпрво да влезат во Царството Божјо со вера во Исуса Христа. О, Господи, наново роди ги и дај им спасоносна вера и вистинско искрено покаяние вроди во нивните души. Господи, се молиме и за овој град, за нашите сограѓани, дај, пробуди ги, Ти оживи ги преку Светиот Дух и да и тие да Те спознаат и да ја спознаат својата потреба од спасение и да го спознаат Спасителот на овој свет, Исуса Христа. Те молиме за црквата Ти да ја изградиш, да ја зацврстиш во верата, и Те молиме и за цела невидлива црква на целата оваа планета, Ти да ја умножуваш и да ја изградуваш преку Твоите слуги, преку средствата кои што Ти си ги дал, и да и тие да се вреднуваат се повеќе и повеќе, а да не си создаваме своји работи кои што не Ти се угодни на Тебе, туку тај во целост да се покоруваме на Твоето Слово и да Ти веруваме во се. Се оставам во Твоите раце, Господи. Те молиме, биди ни милостив и овој ден да можеме добро да го посветуваме на Тебе, да го осветуваме и да Те прославуваме Тебе, единствениот жив и вистински Бог. Во името Христово се молиме. Амин.